И покрај негативното влијание на политичката криза врз економијата, економскиот раст за годинава се очекува да биде над проекцијата. Во просек, во првите 3 квартали растот на бруто домашниот производ е 2,7%. Иако се анализираат параметрите, ќе се види дека континуирано стапките на раст се движат над 2,5%. Истакна денеска министерот за финансии Кирил Миновски. Доколку се анализираат параметрите од првите 3 квартали, ние имаме континуирано стапки на раст кои што се движат некаде над 2,5%. Во просек за првите 3 квартали просечната вредност на економскиот раст е 2,7%. Доколку имаме во предвид дека ревидираната проекција изнесуваше 2,3% на раст на бруто општествениот производ, гледаме дека доаѓаме до еден раст кој што се наоѓа над тие проекции покрај објективните пречки кои што ги имавме. Пред се не треба да го занемариме предвид негативното влијание кој што го имаше политичката криза во Република Македонија, кој што трае речиси 2 години и секако дека истата влие психолошки врз инвестициите и врз потрошувачката, со тоа и со растот на БДП. Во првиот квартал, економскиот раст изнесуваше 2,6%, во вториот 3,1% и третиот 2,4%, или кумулативно 2,7%. Градежништвото беше двигател на растот годинава со висока стапка од 15%. Раст има и кај земјоделството, индустриското производство и услужниот сектор. Висок раст се забележува и кај некои гранки каде има пософистицирано производство, како производство на моторни возила, машини и уреди, производство на електрична опрема, што е резултат на странските директни инвестиции во технолошко-индустриските развојни зони.